Благодарам за можноста за процедурална забелешка, која што ќе биде врз основа на членот 29 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и тоа во главата права и должности на пратениците, каде што е наведено дека пратеникот има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и да учествува во работата и одлучувањето. Ова што стана пракса во ова собрание е по налог на извршната власт, затоа што ние немаме календар на активности и не можеме да предвидуваме каде и кога ќе се појавиме, туку работиме исклучиво по налог на извршната власт, кога нив ќе им биде потребна одредена точка да помине во собранието, ја доставуваат и председателот на собранието им удоволува на таа нивна заложба, не сметајќи дека пратениците имаат обврска или должност да присуствуваат на седниците. Она што дополнително е комплицирано во ситуацијава е тоа што имаме две спротиставени мислења, односно перцепции во собранието, едното е на позицијата, другото е на власта, тоа е дека присуство на комисија е само физичко присуство на пратеник на комисија, ништо друго. Ова е тезата на парламентарната позиција и која што не и пречи кога истовремено се закажуваат неколку различни комисии или кога во еден ден, во многу краток период има многу комисии, како што впрочем тоа е случај и денеска. Зошто им е тоа така? Најверојатно, не знам, претпоставам, е така затоа што за нив присуство на седница не значи и читање на материјалите. Затоа што тие гласаат исклучиво по налог на извршната власт, односно по налог на оние што влегуваат на главната врата во собранието, а нели ние како подредени пратеници влегуваме на спореден влез, треба да изгласаме се она што извршната власт наумила тој ден или тој период да се изгласа, и затоа можеби временскиот период кој што е потребен на еден сериозен пратеник да ги исчита материјалите, да се консултира со стручната јавност, да види со какви предлози, идеи и размислувања може да се подроби одреден текст, не им значи тој временски период, туку е доволно само да се појават, да дигнат два прста и со тоа да се додворат до извршната власт и да кажат како позитивно изгласали, како одредено законско решение им поминало во собранието. За разлика од нив, ние од опозицијата сме должни и пред јавноста, па и пред самите себе, и како да ги читаме предлог законите, и како да консултираме и граѓани и стручна јавност и да наоѓаме посоодветни решенија за тие предложени закони. И сега имаше повеќе процедурални забелешки од колегите од позицијата и сите беа контрадикторни. Најпрвин, еден координатор на пратеничка група рече дека собранието било блокирано од опозицијата и тоа било негова перцепција, за да друг заменик координатор на друга политичка партија рече дека функционално било собранието, не било блокирано, ама замислете, тој како председател на друга комисија се борел за сала за да може да закаже комисија и затоа имал проблем во динамиката на работата на таа комисија која што раководи. И тоа како оправдување за своите закони во својата комисија му држи вода, а кога ја напаѓа опозицијата преку Комисијата за финансирање буџет, каде до пред некој месец, односно до локалните избори, беше раководена од пратеник од опозицијата, тогаш ова оправдување дека се борат за простори, односно за сала, го заборава. Настрана да не, а треба да се зборува и за протоколите кои што сме должни како пратеници и како народни избраници да ги почитуваме од аспект на заштита од корона кризата и како е можно присуство на огромен број пратеници во една иста сала и како се закажуваат огромен број на комисии во една иста сала и така натаму и така натаму. Значи, еден аршин за комисија која што ја раководи позицијата, друг аршин за комисија која што раководи пратеник од опозицијата, а ако се погледнат бројките, Комисијата за финансирање и буџет е една од најактивните
комисии и од аспект на закажани седници и од аспект на поминати закони, од аспект на дискусија на пратеници, што не е својствено за некои други комисии. Проблемот кој што настана со секоја чест за одредени колеги и од позицијата и од опозицијата што отидоа на други позиции, беа избрани од граѓаните да бидат градоначалници, дел од колегите беа избрани да бидат министри, наложува да, согласно член 120 од Деловникот став 3, председателот на собранието да ги закажува комисиите кои што немаат председател или не се во можност да заседава. Тоа е негово право согласно овој деловник и тој тоа право го користи. Така што, доколку одреден закон во ова собрание, на оваа комисија конкретно, не бил ставен на дневен ред, укажувањето треба да биде насочено кон председателот на собранието, затоа што кога ќе ги погледнете решенијата за секување на седници на комисија за финансирање буџет, сите се подпишани од председателот на собранието Талат Џафери, кој што исто така и го утврдува дневниот ред, или дополнително заради јавноста, затоа што овдека пратениците знаат, одговорноста и на секој пратеник, вклучително и на позицијата, доколку сметал дека одреден закон, одредено законско решение било итно и не било ставен на ред, истиот има деловничко право да предложи измена и дополна на дневен ред и да ја образложи неговата потреба за таа измена и дополна, итноста на тој закон и така натаму и така натаму. Така да, контрадикторно е да се обвинува опозицијата дека раководи со ова комисија која што и бројките и фактите укажува дека една од најефикасните во работењето и додека председател беше пратеникот Муцунски и откако раководењето со седниците го презема Талат Џафери. Второ, се напомена овдека дека од 21 комисија 15 не ни се пополнети и проблемот се лоцираше кај комисијата за прашање на избори и именувања, која што треба да ги минува тие предлози и се искажа волја овдека од сите да се закаже таа комисија, за која што волја никој овдека нема спорно ни од опозицијата, меѓутоа не ми е јасно барањето на позицијата. Сега замислете ова, како левелеа, зајакнато владеачко мнозинство, зголемено владеачко мнозинство, ова мнозинство кое што сега нема да има проблеми во функционирањето, ја условува опозицијата, или да бидам уште по-конкретен, политичката партија ВМРО ДПМН, да се повлекол еден член од комисијата, за да тогаш ставиле на дневен ред дело за пополнување за комисија. Па не знам сега, ние имаме ли закон, деловник, устав во оваа држава? Имаме ли ефикасна, ефективна комисија за прашање за избори и именување? Има ли таму подпредседател кој што во секој момент може да свика комисија? Имаме ли меѓупартиски договор на парламентарните партии за распоредот на составот на комисиите? Ние како политичка партија, не знам за СДСМ, не знам за ДУИ, не знам за владеачките партии, ги имаме спремни, подготвени имињата кои што треба да бидат членови на одредена комисија која што испразнат. Без никаков проблем. Сега, доколку сакате, ќе ви ги даеме имињата. Не можам да знам и не знам, меѓутоа велам, ги имаме. Тогаш која е пречката да координаторот почитуван на СДСМ Митревски не ја свика комисијата за избори и именување и да ги пополниме овие пратеници кои што позиции, односно во комисиите со пратеници кои што се со нов мандат. Болката ви е друга на вас, почитувани колеги од позицијата, а тоа е болка која што со години е критика и на Европската комисија, и на релевантните меѓународни институции во однос на владењето со оваа држава од страна на оваа влада. А тоа е мешањето на извршната во законодавно, односно во судската власт. Извршната и законодавната заедно, затоа што објаснив претходно дека овдека пратениците од позицијата служат само како луѓе кои што треба да притиснат она што им го менувале од владата, а болката е, и сега гледам има и некои вака преписки со писма медиумски, болката е како да ги наместите за уставни суди,
луѓето кои што сте наумиле, односно кои што одработиле за СДС и ДУИ и она што им било укажано. По примерот на Добрила Кацарска, која што именувавте за уставен судија, па стана председател на судија, сега на уставен суд, сега ви е болката како да наместите суди во уставниот суд. И никаква друга пречка и проблем вие немате. Ке функционирате и без комисии, ке функционирате и без седници, и вие гајле за одредени законски решенија. Лично не сметам дека толку на овие колеги од позицијата им е битен планот финансиски на Агенцијата за супервизија на осигурување, кога 29 луѓе го поднеле до собранието, со колку више дена чекаат да им биде ставен на комисиски дневен ред. Болката ви е тука. И треба да сте искрени и да си ја кажете болката. Да не впаѓате во контрадикции, те овој кочел, те оној кочел. Не сте си ги предвиделе, работите како што треба, затоа што ниту имате визија, план и стратегија како е да водите оваа држава, а апропо тоа не знаете ни како да управувате со собранието. Ке се извинам само доколку вие сте сметале, што е можеби логички вака да сметате, дека Костадин Костадинов ќе ги изгуби изборите во Струмица и тогаш ќе се остане председател на комисијата и нема да имате никаков проблем. Затоа што во било која друга ситуација сте требале да знаете дека имате проблем со комисијата и проблем да испорачате она кое што сте им го ветиле на тие луѓе. И сега ќе ја обвинувате опозицијата за да се најдете оправдување и да купите уште некој ден во вашето купи ден продај политичко владење со оваа држава. И не ви е грижа што го спуштивте нивото на собранието да биде послушник на владата. Не ви е грижа или не ви е криво како да работите под диригентска палка на владата, дури и кога треба да работите. Ај што ви наредуваат како ќе гласате, туку и кога ќе работите. И ако на владата ја одговара 3 месеца да не работи ова собрание, де биле избори, де било ова, вие нема да работите. И кога на владата ја одговара сега, ајде да се носат закони, вие сте спремни да ја удоволите тоа на таа влада. Затоа нивото на пратениците, рейтингот на пратениците на ова собрание на тоа ниво. Затоа што вие како власт, како пратеници од власт, никогаш не сте се спротивставиле на било каква одлука на оваа влада. И ова го кажувам само од причина што сум загрижен за интегритетот на ова собрание. Инаку како политичар ми одговара. Затоа што така вие губите на избори и ќе продолжите да губите. Затоа што носење на штетни законски решенија по брза постапка, со злоупотреба на Комисијата за европски прашања, вие само ќе тонете помеѓу граѓаните. И ништо повеќе. Мене тоа како политичар од опозиција ми одговара. Ама сум загрижен за интегритетот на ова собрание и до кое ниво го доведовте собранието. Да влегуваат од една главна врата овдека, да не именувам сега споредби да правам министриве, да ги чекаат како не знам кој крал треба да дојде, а од друга страна да влегуваат пратеници кои што ги претресуваат, кои што не знам што све им прават. А ова е наш дом на пратениците, кои што не изгласал народот. А владата ја гласаме ние и е должна по закон и устав да не одговара нам. Не ние неа. И тоа е клучниот проблем. И колку сакате ќе влегуваме и ќе навлегуваме во процедурални дебати, ова ви е проблемот. А како опозиција стоиме на располагање за да се закаже комисијата во состав во кој што е избрана на конститутивната седница. И да ја закаже подпредседателот со оглед на тоа што председателот не е повеќе пратеник. И немаме никаков проблем. Можеме веднаш да ги изгласаме комисиите. Ама вас тоа не ви е проблем. Затоа што оваа ситуација од изборите со месеци трае. Сега ви текна уставните суди и како да ги наместите. Тука ви е проблемот. Затоа брзате. Ако сакате да бидеме реални. А ако сакате да се надмудруваме, нема проблем. До Савале можеме да се надмудруваме со процедурални забелешки. Благодарам.